изнесем една забелешка дека и досега и на оваа комисија и на други комисии сите имале право да земат процедурално да реагираат и тоа не треба да биде ограничено, особено не кога во еден ист термин се закажуваат неколку комисии и човек не може да биде присутен на повеќе места, а особено не еден или двајца координатори или заменици на координатори. Мојата процедурална интервенција се однесува на заклучокот кој што го заеднички го усвоивме на 20 декември 2021 година. Токму на Комисијата за европски прашања, која што според мене не е, барем по однос на овој предлог закон, нема усогласување со европската регулатива. Но што беше дел од извештајот, ќе ве потсетам сега на таа комисија. Во расправата, пишува во извештајот, учествуваа пратениците Моника Зајкова, Гордана Силјановска-Давкова, Антонио Милошовски и други. Пратениците Моника Зајкова и Антонио Милошовски побараа согласно Собранискиот деловник Комисијата за европски прашања да организира јавна расправа за предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, бидејќи станува збор за важен закон од пошироко општествено значење, а со кој се регулираат условите за работа на концесиите со цел да се обезбеди подобар квалитет на животот на граѓаните и заштита на животната средина. Во таа насока беше посочено дека би било корисно да се консултираат и експерти од оваа област, како и засегнатите страни со цел за подобрување на текстот на законот. Предлогот на двајцата пратеници го поздрави пратеничката Гордана Силјановска-Давкова, која истакна дека јавната расправа треба да биде организирана заеднички од страна на комисиите за економски прашања и Комисијата за европски прашања. Комисијата со 10 гласа за и ниту еден глас воздржан, ниту еден глас против, му предлага на Собранието да го донесе следниот заклучок. Предлог Законот за измените и дополнувањата е прифатлив и треба да се даде на натамошно читање од аспект на неговата усогласеност со правото на ЕУ. За известител на Собранието комисијата ја определи пратеничката Фаница Николовска. Значи, мојата процедурална интервенција е тоа што не е испочитуван овој прифатен предлог за јавната расправа. Би требало јавната расправа би била излишна, непотребна, доколку истата се случи, а овој закон веќе помине. Јавната расправа треба токму пред расправата за овој закон во оваа фаза да се случи, за ние да можеме, кој од нас тука не е крешник бектеши за да ги знае концесиите, колку одат и како одат и која е добра концесија, која е лоша, која може да се проложи, која не може да се проложи, која е економски оправдана, која е економски неоправдана. Има пратеници на кои што тоа не име струка. Јавната расправа е деловничка можност и со таа деловничка можност преку јавната расправа ние би добиле повеќе сознанија за самата тема. И од таа јавна расправа би извлекле дополнителна полза за подобрување на текстот на законот. Воспротивно, излегува дека јавната расправа е прифатена тука само за да денот кога е одржана оваа комисија да помине полесно и би била целата јавна расправа нецелисходна ако не ја одржиме во момент кога истата може да влијае на пратениците и на законскиот текст. Затоа сметам дека пред да се продолжи со дискусијата по овој предлог закон за концесии, треба да има јавна расправа, да се организира. Тоа воопшто не е сложено. Претседателот на комисијата, заедно со членовите на комисијата, заедно со Министерството за економија, поканува во договор со опозицијата и власта релевантни говорници и познавачи на оваа материја, се организира јавна расправа, истата може да трае 1 ден, 2 дена, колку да е потребно и потоа од таа јавна расправа се извлекуваат одредени заклучоци и преку тие заклучоци ние можеме истите комисиски или поединечно да ги преточиме во амандмани и да го подобриме текстот. Доколку тоа не се случи пред продолжувањето на расправата по овој предлог на закон, сметам дека истиот предлог закон воопшто на предлагачот не му е битно дали ќе има или ќе нема јавна расправа, туку му е битно што побрзо да помине, затоа што веројатно интересот за некои концесии и концесионери е поголем од општиот интерес во јавноста за оваа. И затоа сметам дека ништо нема да изгуби
ниту Министерството за економија, ниту концесионерите кои што во моментов имаат концесии, ниту оние кои што во иднина можеби планираат да се занимаваат со тоа, ако собранието денес тука даде пауза или ја остави ова седница на стендбај и заедно со службите кои што се соработници на оваа комисија ја почне процедурата за одржување на јавна расправа, во текот на оваа недела или следната недела веќе може да се одржи една јавна расправа, ќе го видиме резултатот на јавната расправа, ќе имаме извештај и од тој извештај тие заклучоци ние можеме да го подобриме текстот, да имаме амандмани и да биде пошироко прифатен, бидејќи овој закон за концесии навистина ја засега целата држава. Ова не е мала интервенција и не е случајно што овој закон се турка на Комисијата за европски прашања. Мислам дека зад овие измени на предлог законот се кријат многу лукративни бизнис интереси и затоа се настојува по секоја цена, па дури и без јавна расправа, овој предлог закон да измените во предлог законот да поминат и се да биде тоа во рамките на ве молам не бранувајте, вие Миле Левков немате право на збор, вие Антони имате малку право на збор, вие Ели Паново имате повеќе и слична селекција. Доколку сакате сериозна дебата по оваа дискусија, тогаш треба да го прифатите она што пратениците и од власта и од опозицијата го предложиле како заеднички именител јавна расправа на темата концесии. Затоа што оваа тема веројатно од некого се злоупотребува на еден или на друг начин. Со јавната расправа ќе може да дознаеме повеќе зошто ваквите предлог измени се битни, дали се правилни или дали може би има области и норми кои што можеме да ги подобриме заеднички со комисијски амандмани за да се намалат злоупотребите на концесиите во држава. Мислам дека со тоа ќе покажете дали сте за подобар и поквалитетен закон или сте за закон кој што ќе помине брзо, а на кој можеби некои бизнисмени или политичари однапред веќе му се радуваат. Толку би има. Благодарам.